Надежите дека наскоро во Бугарија ќе се формира влада се нереални. Растат стравувањата на експертите дека политичкиот хаос кај источниот сосед ќе го стави на стендбај процесот на преговори за влез во ЕУ на земјава. Резултатите од изборите оставаат голема неизвестност кој и дали воопшто ќе стигне до мнозинство од 121 пратеник. Според поранешниот амбасадор Ристо Никовски, досегашниот премиер Борисов многу тешко ќе формира политичка влада, а многу пореално е да се образува техничка влада, пошто ќе следат и нови избори. Резултатот на тоа расположение на гласачкото тело во Бугарија покажува дека влада многу тешко ќе се формира. Мислам дека шансите на Борисов да остане се многу мали и најверојатно, бидејќи тоа му одговара на Трифунов, кој сега е нова политичка појава, кој нели така доби неверојатно голем простор и ја надмаши то сериозно Бугарската социјалистичка партија, која е долго време веќе прва или втора во државата, него ќе му одговарат нови избори. Министерот за одбрана Каракачанов инаку најагресивниот антимакедонист во Бугарија не обезбеди место во собранието и од него нема да зависи ништо. Сепак, потенцира политичкиот аналитичар Петар Арсовски, водителот Слави Трифонов, чија партија е втора по освоени гласови, исто така има тврди ставови за разрешување на проблемот помеѓу Македонија и Бугарија. Арсовски смета дека наредните 3 недели се клучни дали преговорите со Бугарија ќе продолжат или ќе се пролонгираат. Точно е дека позицијата на бугарската национална политика по прашањето на Македонија нема да се смени. Тие ќе останат тврди и после изборите како што беа тврди и пред изборите. Но тоа не значи дека не постои можност да се реши прашањето, бидејќи со меѓународен притисок тие можат и покрај согласувањата со таа позиција да попуштат пред меѓународниот притисок и да ја пуштат Македонија да ја почне првата меѓувладина конференција. За нас е подобро Борисов да формира влада. Веќе сепак Борисов се чувствува себе си како промотор на европската идеја на Балканот, веќе има некакво искуство во комуникацијата со Македонија. За сега е јасно дека доколку Борисов не формира влада, мандатот ќе го добие Слави Трифонов, кој може сигурно да смета на партијата на екс-правобранителката Маја Манолева и СДС на Румен Христов, но им недостасува четврти партнер. Бугарскиот устав предвидува и трет обид за формирање на влада. Иако по третиот обид нема мнозинство, тогаш се оди на техничка влада. Во такви околности паѓа во вода оптимизмот на премиерот Заев и шефот на дипломатијата Бујар Османи, кои се надеваа дека по изборите во Бугарија ќе се создадат услови за изнаоѓање решение пред јунскиот самит на ЕУ.